Само напред, тој е твој хит. Мене да ме носат кај Оџана во Студеничани. Абе, пичурник, што викаат овие гости варчани. Зашто бе да ме носат кај Оџана во Студеничани? Полека малце со тие соопштенија ве СДС. Да не можам да престанам да се смеам. Се швркнав комплетно. Таа една у кафиц седнав, вика мајке, ај се смира малце, ќе излезам од дома да не се смеам кога слушнав соопштенијава на СДС. И седнам, таа ми вика добар ден, што ќе се напиете, ја се смеам и плачам исто време. Ме гледа вака, ми си отиде. И више не дојде да ме праша што ќе се напијам. И тоа продужи, и тука еден пријател газдава на кафичо. Сашо, добар си. Ба се смеам, ми се ами тоа. Ама се сум добар. Оти овој оџава е разби тоа, како се викаше тоа, проблемот, магија, од соопштенијава на СДС, пошто магични соопштенија пуштаат. И вика да се јавам на брза помош и му викаат, не бе еден тука дечко, вика, и ем Оџата у Студеничани, само вика, ова е од урок некој, и одам кај Оџата. И ме гледа вака, се смеам кога видов, умрев од смеја, и сега уште се немам до крај смирен, ама добар сум. Не, стварно сум добар, ако се смеам, добар сум се. И ми вика, како сте, Сашо, ја да се смејам. И он вака, го гледа овој пријател со мене, што беше, вика, урок е. И ја му викам, не е, викам, господине, овој свет отче, како викаат, оџава, не е, викам, урок. Соопштението на СДС. Какво бе соопштение на СДС? Шо кажале? Абе, викам, шо кажа? Кажа, викам, дека државата е во хаос и дека ВМРО, ДПМН со коалицијата биле најнеспособната партија до сега во Македонија. Ама изгледа овој оџава не ме излечи до крај, ќе треба и денес додам, не знам дали работи, дали има мој термин за ден. Ова. И замислете, СДС искача со соопштение само неколку месеци по нивниот вратоломен пат во македонската политика. Искача со соопштение да каже, пошто ние 7 години на пустош, на пропаст што го оставија зад себе. Излегува да каже дека ВМРО ДПМН биле најнеспособната партија во историјата на Македонија. Ама ај, јас сега што бев кај Оџава бев, него сега имам намера и да ги тужам СДС, пошто ни го зимаат лебов на нас стендап комичари. Абе, вакви соопштенија, не знам со кој памет го пуштија. После ние 7 години, кога со малото прсте не мрдна да направат нешто, само штета направи, у било која смисла. Да кажеш ваква работа, треба да си стварно, не знам, или треба тие да се членовиве што го пишуваат тие соопштенија треба да се ретардирани до имбецилност, ама и да го напишеш такво соопштение, па тој што е најгоре некој треба да го одобри, па кога ќе го види треба да каже, луѓе, смешно е соопштеније, ние важиме за најнеспособната партија во историја на Македонија, најштетната партија, не може тоа да биде било која друга партија. Хаос било у државата, па нормално дека е хаос да не има пичуник, што викаат у гостива или каде викаат. Нормално дека е у хаос кога апсат ко ненормално. Толку многу апсат што и дури јас секоја сабеле се проверувам, чекај, ја нешто да не сум направил и мене да не ми тропнат на врата. Ето тамо, ако мислите на таков хаос, да. Апсат маме е бала. И сега на некој не му се свиѓа, вика апселе селективно. Иди, бегајте таму, апселе селективно. Али е добро, ќе видиме и понатака што ќе донесе ова нашава блиска иднина, ќе видите колку апсат селективно. Затоа вие може да хаос. Хаос ви во главите, па треба да се бараат Б планови, В планови, Г планови.
станови, резервни штекови, кај што ќе се криете ко глувци. Дошло е време ќорке другови. А у ќорку ќе да се иде, ко сега што идете. У тамо кајде ту Дубај, златните момчина. Филипче и Зоќе, со златни визи. О, бем вас глупа. Животот у бегство, пошто златната виза е на некој начин дозвола за кидавела, тоест можност за кидавела, тоест убаво кажав да, можност за кидавела. Ама животот во кидавела поминат, знаете сами дека не е живот. Башка друго е да сте кидавела во некоја европска земја, а друго е да сте кидавела у тоа тама пустината со тие шиците. Тие шиците се непредвидливи. Шеик, драг Венко, како да ти кажам, и драг Зоќо, абе шеик, тоа ти е непредвидлива ствар. Они имаат хареми. У харемите има по 50 жени. Он си ги клеца по желба, не може сите 50 сега да ги обслужи у иста вечер. Он си ги клеца по желба и сега вика донеси оваа, донеси оваа, донеси оваа. Арно, ама е проблем со тоа шииците што рачунете ти да си шеик од мали нозе или прво наследник на шеикот. Он од мали нозе по 50 жени му се на располагање секоја вечер. И може да бира. И на нив многу брзо им скурчува. Од жени, мислам, од пичурници. Си извинам на изразов овој. Е убав израз македонски стар пичурник. Нема везе, нема да ми се налутите. Овде е малце послободен говор. И сега он е навикнат на многу пичурници у живот. И него ќе му се здосадат кога ќе напуни 50 години, кога ќе дое комен вака од многу пичурници, ќе му се здосади. И он шо пред тогаш? Вика, чекај малце да експериментирам. Да пробам нешто друго. И ќе отиде кај тој министер за надвршник и ќе шо имаме нешто ново на лагер тука, имаме некои нови дечки со златни визи. И овој ќе рече, имаме едни сега двајца од Македонија. Ни тоа е да. Дајте ги децата мамо кај мене. И мислите така е животот во кидавела некаде тамо кај тие шеиците? Не бе, ако им се здосади ви себа мамата. Ама од тамо после нема бегање нигде на друго место. Епа нема, тамо не се бега. Тешко тамо дека ќе добиете, ќе ургирате да добиете, тоест ќе платите да добиете златна виза кај султанот од Брунеј. Па и него му е досадно. Гледате он колка возен парк има со скапоцени автомобили. Толку има најскапоцени, од Бугати до Поршеа, до Ферарија, до пичке си материне, вредни по пичке си материне пари. И го гледаш после ручек тамо една снимка што му извадија, игра со накви детски колички, брм, 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 си прави, брм, брм, кај него тоа собата полигонче си направи. Од досада. Така и овие исто. Така да, болje да малце да имате контрола кога ги пишувате тие соопштенија, штета нанесувате на душевното здравје на граѓаните на Република Македонија. Еве ја бев кај очата. Ама изгледа ќе треба да идам уште еднаш два пати, додуше човекот ми кажа, вика ова може и одеднаш да помине смењево, ама може ќе треба да дојдете неколку пати. И што е фер, човекот не ќе ни да наплати, вика ова е Божја дарба, ја кога помагам, ја вика ако наплатам, овакво ќе ја загубам дарбата. И сега, ама е работава, значи не е до парите, него е работава што стварно ќе им нанесете, не е лесно да се смееш, целком верувајте. Паника почиња да те фаќа после неколку сата. Пак ќе ти се врати вашето соопштение у глава, дека е хаос и дека ВМРО ДПМ е најнеспособната партија у историја на Македонија, и ќе ти се врати тоа ваше соопштение у глава и па почињате да се смеете. И не можете да престанете, тоа е до болка, до мускули, значи паника ве фаќа. Затоа припазете, не си играјте со здравјето, со душевното здравје на граѓаните. А од друга страна можете да продолжите, да ви кажам, да пишувате такви смешни соопштенија, пошто по друга страна па смејата е лек. Само исто така точно дека од премногу смење има случаи во светот, ова не е заебанција, кај што доаѓа до смрт. Значи има такви случаи. Бизарни се, но има такви случаи. Пример,
25-30, повеќе од 30 минути ако без престан се смееш, а може и повеќе беше минути. Но, да не го завршуваме вака прекрасниот ден со црни мисли, вајда никој од нас нема да умре од смеење. Се надевам, ви посакувам, граѓани на Република на Македонија, никој од вас да не умре од смеење додека ги читате пресмешните соопштенија или додека ги слушате пресмешните соопштенија на Социјалдемократскиот сојуз. Ете, коле пали колата, идеме пак за студеничани, брат, биде тежок ден. Ку ноќе светлије град и не назвуда, крено сам ка твоим сновима, стара рутина, на корак од успескеа, срце у ритму. Силнико, само напред,